На ливади и по села, меѓу зеленило и летна безгрижност, дел од младите ги планираат своите најблиски денови. Според изјавите, тие најчесто ќе бидат со другарките на село, при што се зависи од тоа колку луѓе ќе се соберат. Дел од нив размислуваат и за патување во други градови или дури во странство, најчесто преку туристички агенции. Сепак, кај некој се уште нема конкретен план и преовладува неизвестноста околу првомајските дестинации. Со другарките, на село. Зависи колку луѓе сме. Некои ќе одат у некои други градови, а други држави не знам. Преку агенција. У Ѓуриште? За 1 мај, дел од младите планираат да го поминат денот дома, со едноставни подготовки како купување храна и дружење со блиски пријатели. Други пак ќе се упатат кон Плачковица со старото друштво, каде неизбежни се скарата, салатите и домашната атмосфера, што според нив го прави празникот поубав и поисполнет. За 1 мај дома, нешто јадење, ќе купуваме ли, брат? Секи купуваме. Не, ние од тие работи ово подалеку. Со друштво, со женски, не знам. Плачковица, со друштвото. Не гледам на прави, само да се излезам по Боже. Со 1500, максимум. Без кара не е интересно. Немаме. За младите, без разлика дали се на село, во природа или дома за 1 мај, најважно станува друштвото и заедничкото поминување на времето. Токму со пријателите, преку дружење, скара или едноставен престој дома, тие го гледаат вистинскиот празничен дух, додека конкретната локација е во втор план.